собравме да ја промовираме втората книга на Лилијана Пецова Илиевска, но прва збирка поезија. Значи, таа е Гевгеличенка, како што сите знаете, ми е драго што оваа книга ќе ја украси роднокрајниот оддел, рафтовите на роднокрајниот оддел на нашата библиотека, Гоце Делчев од Гевгелија. Голема чест и задоволство ние дека тука го имаме како еден од најеминентните академик, рецензент на книгата и сограѓанин Старделов. За книгата јас нема многу да зборувам, ќе зборува повеќе Лилија и Старделов, а да кажам што зборува за овие тука илустрации. Значи, илустрациите што ги гледаме на зидов се од Сарнаков Вангел. Илустрациите се и во книгата. Значи, илустрациите се во книгата, тоа е негова работа беше да ја спакува во убаво издание. И аранжирањето тука, што го гледате, оваа постапка е од самата поетеса. Дами и господа, ви подсакувам да уживате во настанот, ќе им дадам збор да кажат тие, Лилијана и Старделов да кажат некој збор и се надевам дека ќе уживате во настанот. Од каде да се почне? Ова е збирка која што е всушност процес на творење помеѓу двајца уметници. Сакам да се наречам поетеса, но не знам колку е тоа точно. Повеќе би сакала да се наречам песна, отколку поетеса. Затоа што сметам дека секој ден се допишувам и отпишувам и наново запишувам. Разговарајќи со Вангел Сарнаков, кој што исто е гевгеличанец, сакавме да укажеме, да предскажеме и да докажеме на некој начин дека уметноста во слика и во збор е еднаква кога се работи за мотивација. Од каде мотивациите, од каде инспирациите? Тоа се честите прашања што ме прашуваат кога ќе сакаат да допрат до мене, од каде ти е таа инспирација? Велам, па не знам, не ми текнува која песна од каде е инспирирана. Може би е инспирирана од она што сум го сретнала на улица, покрај улица, врв улица и така натаму. Не знам да ви кажам зошто и не знам како, но сватив дека уметноста има долги нозе, големи раце и голема уста за зборување. И за пишување, и за цртање, и за творење, и за пеење, и за гласовни можности. Да не го чепка микрофонот. Ова е еден проект Јужен глас, кој што е одраз на нашите уверувања како творци дека уметноста, инспирациите се интер и интраповрзани меѓусебно и дека се инспирираме меѓусебно и со слика и преку збор. Ова беше како предлог проект доставен до општината Гевгелија во рамки на програмата за развој на култура во 2017 година, зашто сум благодарна затоа што ни се оствари сонот да направиме една збирка поезија, промоција во Гевгелија и да направиме графички илустрации конкретно за песните, како се инспирирани илустрациите од песните, односно како се инспирирани песните од сликите, уметничките слики на Вангел Сарнаков. Таква една меѓусебна инспирација, мотивација и творење, мислам дека секој од нас доживува секојдневно, без да му го знаеме името на оној кој што или онаа која што ни инспирира, но да имаме на ум и да препознаеме секогаш дека уметноста и само уметноста може да се надживее себе си, не авторот, не поетесата, туку песната. Јас ќе зборувам малку повеќе за ова потоа. Накратко, требаше да дадам осврт за тоа која е Лилијана Пецова Илиевска од биографски аспект. Мислам дека тука повеќето во просторијата
ме знаат многу повеќе од она што пишува во збирката поезија. Во збирката поезија има една дадена биографија која што ако ја прочитате, само ќе знаете дека па добро, ова е некоја биографија која што личи на некоја која што би можела да издаде збирка поезија и тоа е тоа. Направила неколку научни трудови, ги издала во научни списанија, направила интересни текстови рецензии, па добро ми личи дека може да издаде збирка поезија, но Лилјана Пецова Илиевска воопшто не наликува во автобиографска смисла на човек. Многу луѓе беа изненадени, нели, на човек што може да издаде збирка поезија. И јас сум изненадена од тоа што тие се изненадени и мислам дека тука беше и суштинската мотивација помеѓу ученикот и професорот или академикот во првата наша средба, кога објаснив или барем се трудев да објаснам која сум, ако јас воопшто можам да објаснам која сум, бидејќи секогаш другиот многу повеќе знае за другиот кој и што е, за она што сум, а не сум. И од тука почнаа приказките и од тука почна веројатно пишувањето на рецензијата, зашто сум длабоко благодарна и огромна чест ми е денеска да бидеме тука заедно и да биде промотор и рецензент на збирката поезија. Благодарност до Вангел Срнаков, благодарност до општината и до сите оние што ме бодреа да ова излезе во парче збирка поезија како што е спакувано, односно да се спакува во нешто конкретно. Благодарам Катица конкретно и би го поканила професорот да каже неколку збора за книгата. Има есенен еден стих. Меѓу сите умни и славни, најмили за мене се неколку мина луѓе овде присутни. Во ова питома евангелијска ноќ сите нас не збра ова книга која има наслов Јужен глас. Тој глас вечерва ќе се огласува во тројца луѓе. Веќе го чувстве гласот на Лилјана Пецова Илиевска, директорот на ова библиотека. Сега зборувам јас, значи мојот глас и гласот на Вангел. Но оно што мене ми прави посебна чест вечерва, во неколку општи зборови да ја маркирам личноста која е главниот себап за оваа ноќ. Морам да кажам дека јас до првата наша средба уопште не знаев за кој човек се работи. Имам една тука блиска роднина која е вечерва тука, а иначе многу блиска роднина исто по друга некоја линија, не знам која, со семејството на Лилјана Пецова. Тој е Билјана Илин со својот сопруг, мои најблиски тука роднини. И кога дојде Лилјана во академијата, мојата асистентка ми рече, знаете што сака да разговара со вас една господја, дали да ја кажам да дојде и како тоа да се направи. И уште од Гевгелија. Се го рече од Гевгелија, веќе ме фати некоја локал патриотска жичка. И што се случи? Влезе таа кај мене и
помна дека доаѓа по препорака на Билјана и дека она и рекла оди кај него и кажи дека ние те праќаме, не може да те одбие. И така се случи, јас само што она го кажа тоа, веќе знаев на што сум. Кога си замина таа, јас си кажав, знаете, јас ви дадов согласност дека ќе ја прочитам книгата. А дали ќе напишам, ќе зависи од книгата. И така беше брго тоа, одмор беше, мислим, достави рекописот во една така неорганизирани листи и многу мака мачев, врти на едно место, да ја најдеш таа песма. Така што друг пат си реков, ако ми дад некоја така не склопена книга, нема да земам. И знаете што се случи? Се случи кога ги прочита веќе првите песни. Јас сватив дека пред мене стои една млада поетеса, но една поетеса на која ја и пророкувам голема иднина. Кога ја добив книгата од неа, брзо ја напишав рецензијата, тоа беше мој некој аргумент дека ова книга кај што она ќе ја понуди некаде, не знам каде ја нудела се, дека јас ја препорачувам да се издаде. И тоа беше заклучокот на мојата рецензија. И како што гледате, сепак книгата еве ја излезе, она си знае како, ја од тоа не сум вклучен. Сега да кажам нешто што ми се чини битно. Секој едно значајно дело, убаво дело, кое е направено или создадено, го провоцира прашањето како тоа е направено. Не само едно уметничко дело, туку еден обичен предмет кој е совршен, убаво направен, ќе го видите, прво што викате како е направено ова мајсторско дело. Тоа како е направено, тоа е самата смисла на поетиката. Поетиката е да се открие мајсторлакот. Она е клуч за таен клуч за тајната книга. И тешко може да се без тој клуч, или тешко може без поетиката, тешко може да се отклучи сериозно секој значајно дело. Сакам да кажам нешто и околу, пред да поминам на самата книга, сакам да речам нешто кое овие денови многу ми се мерка во умот и во свеста. Тоа е ова, шо време живееме? Што вика Митко Маџунков, шо луѓе сме, шо сурате? И тоа е нешто што ме занима, тоа е една медитација која сега ја зборувам, а која ја планирам да овие 2-3 дена ја ставам по компјутер. Видете, ако се прашувате за духот на едно време, немате одговор на тоа прашање ако не знаете каков е статусот на човекот во тоа време. Например, во
модерната француска филозофија на 20 век, нели Лиотар, Мишел Фуко, они го открија поимот другиот, другоста. Јас постојам и живеам и се сваќам себе си со другиот. Маркс, например, кој сам му се слави некој 200 годишнина од раѓањето, он го сметаше таа синтагма homo humanum, човековиот човек. И ја трагајќи сега, мислики на таа тема, која би била дефиницијата на човекот на нашето сегашно време? И дојдов до една како да кажам, метафора на човекот на нашето време, која ја нареков човекот во нашето време може да се нарече невидливиот човек. Невидлив човек. Знаете, тој невидлив човек се макна во сите сфери на општеството. И во уметноста, и во правото, и во сите други области. Например, ако се прашате каква е состојбата на правото, на филозофија на правото во нашето време, вие ќе сватите веднаш дека тој невидлив човек, никој не може да ја открие видливоста него. Зошто? Затоа што ние уште не сме свесни дека така наречена Гутенберговска цивилизација замина во историјата. На крајот на 20 век говоревме за цивилизација на слики, Маклуанова цивилизација. Ова Гутенберговската се сметаше цивилизација на зборот, а ова Маклуановска цивилизација на сликата. Сега тука е клучниот проблем. Зошто ние, например, тој невидлив човек на судските процеси, не можеме да го видим, да не биде видлив? Затоа што се уште во нас живее таа цивилизација на зборот, а не цивилизација на сликата. Меѓутоа, бидејќи доста се занимавав со овој феномен последните неколку недели, по моја мислење клучен проблем е во правото сега како зборот да се претвори во слика. Од сликата има многу силна, екзактна, дури би рекол, не треба никакви докази освен да се види сликата. А како може да се види сликата? Па тоа е сега модерната технологија. Трансформација на зборот во слика. Ако тоа се направи, кога ќе го видите кој е невидливиот, одма ќе знаете се. Сега овој отклон го кажав и јако не знам дали тоа баш соодветствува на една промоција, на една поетска книга. Да се вратам сега на книгата на Лилјана Пецова Илиевска. Мене повеќе кратно таа нејзина книга морам да се, иначе ако се зборувам многу ќе се распилим, затоа нешто ќе прочитам само дел од ова. Со името на поетесата Лилјана Пецова Илиевска и со нејзиното поетско творештво се среќавам за прв пат. И тој прв пат ми овозможи за прв пат да откријам во неа и во нејзината поезија, поет со свој свет,
со своји иманентни, некои оригинални идеи, а централна идеја на нејзината поезија е еросот, љубовта. И тоа на еден чуден досега невидлив начин во нашата поезија. Знаете, по моје мислење, љубовта е нешто што најмногу ни недостига во нашето време. За сметка на љубовта, на блискоста, на поврзаноста, ние имаме всушност инсталација на многу грди работи, на омрази, на насилие над луѓето и така натаму. Како, што е тој новум во концепцијата на љубовта кај Лилијана Подцева? Знаете, мене ме изненади книгата кога гледам дека кај неа во нејзината поетика не пее само таа, не само нејзиниот глас ја кажува песна. Туку цело време она сака да воспостави некое проникнување на јас и ти, на јас и тој, номесне сцио неизвестен кој и така натаму. Ја таа поетика ја нареков според една наша народна песна од едно грло два гласа. А тоа е така, пее не само она, тоа е поточно речено не само љубовта, туку не осештествената љубов, не остварената љубов. И тоа е така кај неа мајсторски направено, што мене ми направи силен впечаток, ме натера многу работи да ги простудирам уште еднаш пред да го напишам тоа што го напишав овде. И дојдов до овој заклучок дека тоа што она го прави, пеат, она, секоја една песна, секој еден поет е егоцентричен, он е средиште на песната. Меѓутоа, кај неа е двоцентричен, не пее само таа, пее и овој со неостварената љубов, така да кажа, или неостварената близкост. Од тоа ти, по моје мислење, нема вредност само љубовна. Тоа ти е и многу пошироко. Јас и, што знам, општеството, јас и татковината, јас и така натаму. Тоа е тоа проникнување едно со друго кое е кај неа најдобро реализирано. А знаете, љубовта е една тема. Ние доаѓаме на овој свет од љубовта и заминуваме од него во љубов и со љубов. Бидејќи тоа го знаел најголемиот бог на антиката, богот Зевс, во митот за љубовта, Зевс видел дека мажот и жената биле залепени еден со друг, како едно тело биле. И решил тој да ги преполови. Тој, како да кажем, од ова страна и од
Другата не станале сега тие двајцата. А што е митот за љубовта? Останале двајца кои постојано чезнат да се вратат во тоа единство кое е преполовно. Тоа е големата тајна на ова поезија која ја промовираме вечер. Второ, мене ме изненади неизиното баратање, како да кажам, користење на зборот. Тоа е едно исто значајно откритие. И сега баш кога го гледам тука Вангел, си мислам како не успел да ја фати оваа варијанта. Она има го преполовува зборот. Она јас напишам му ја вади душата на зборот. Пресечувајќи ги на согласки, на 3-4 букви, а зборот има, да речеме, 10 букви, сега одеднаш он е виден, направена една своевидна анатомија на зборот кој говори сосема јако расцепкан, он говори сега на нов начин, кажува многу нешто кои инаку, ако не се расцепкани тие зборови, не би ја добиле таа смисла. Тоа е едната вредност, а втората вредност, во секој неизин стих, ја откривам една метафизичка реченица. А таа метафизичка реченица е реченица во која се открива вистината преку парадокси. Цело време сакаме да се сретнеме, а не се среќаваме, а не се гледаме. Или се не можем тоа да го ќе читате, ќе се сетите на овие зборови што го зборам јас. Со еден збор, јас веќе реков на почетокот и со тоа ќе завршам, дека од вечерва па натаму со бугарите викат на промоција премиера, со премиерата на оваа книга што се одржува овде во Евангелија, во нејзиниот роден град и во мојот роден град. Ја не можам да се замислам, знаете, да живеам без таа свест дека сум евангеличанец. Тоа некој го напише, сега излезе една монографија баш на тој начин. Дозволите сега да кажам нешто што е од приватноста моја. Видете, две барања јас имам од секој еден вистински поет. Првото барање е да предизвика кај мене восторг и восхит. Ако тоа не го предизвикува јас, не пишувам за тој поет. Се разбира, има други кои ќе го прочитат на поинаков начин. Така што јас мислам дека така наречената негативна критика е безсмислица е. Што има видите мрцварите, па дојде и може да му кажете не ти чини тоа, па нема да го прифати ако е он носител на песната. Он си пее независно од тоа како вие се обидувате да му импутирате некои работи кои он за него се туги. Тоа прво барање. Значи, јас се сметам за човек и за критичар, кој може да се нарече човек на восторгот, човек на восхитот. А таа дарба, кај мене ми ја всади мојот драг пријател Камбовски, Владо Камбовски. Тоа е една ретка личност која, како да кажам, живее во животот, восхитувајќи се од животот.
Тоа е таа прва одредница на моите барања, првото барање. Второто барање, јас ги сакам оние автори, оние писатели, кои говорат нешто различно од сите други, тоест што носат нешто ново. Е тоа, во името на тоа ново, јас ја препорачав ова книга на издавачот, па не знам кој ја издава, не сум видел тоа. Ете, тоа беа моите зборови и јас сум уверен дека овие зборови што ги реков ми се вам духовно блиски и прифатливи. Благодарам. Сакам да се видиме. Сакам да се видиме, ама и да се видиме нема само да се гледаме. И да се гледаме нема да се зборуваме, а јас сакам само да си глаголаме. Да си глаголаме и да си љубомориме. Кога ќе си зборообразуваме, чиј збороубав е најљубов и чија љубов е најубав збор. Оти само тогаш ќе може вистински да се видиме, ама без да се гледаме. Кон читателот на оваа песна. Глупоста, ниските страсти и илузијата се збрани во оваа песна. Читател, не им замерувај. Немаат пладне каде да поминат и каде да се засолнат од жештиниве, па се скриле во песнава, барајќи се уште јас да ги нахранам. Им фрлам залаци некој пат колку да ги излажам, па им велам дека се многу убаво дотерани, па им се заблагодарувам што дошле, што ми направиле чест. Волк ги чува ноќе нив, да не може никој да ги разбрка од гозбата. Се гоштеваат секој ден, ги изгладнувам колку можам, ама можам ли сама домакин да им бидам? Обично двајца треба за домакинлук таков. Тврдоглаво ползат низ крошните, по гранките везден се пентарат, да ме дофатат им било желба најголема мера кога да им го запустам. Не спијам понекогаш. Го слушам виењето на волкот под дрвото и ме подсетува на сите мои паѓања пред него, кога ги молев да останат на трпезата, да ги изглодаат госкиве и ништо да не остане. Презреано овошје велат не јаделе. Од благи работи душата им снеможувала. И така секој ден месиште им готван, тврдоглаво ги канам сите зовриени црви во дрвото скапано да се доглодаат за навек во една друга вечност, себе да се пронајдат во ново руво, дотерани на нови трпези, изгладнети. Ми здодеа читателот на оваа песна. Ми здодеа. Добро знаеш волкот да го зауздаш, но се чини винцето ти се погодило, а? Ти дволичен, страшливец, убавецу, читателе, пријателе. Збирката започнува со песна со наслов Доаѓање, ама завршува со песна со наслов На автобуска станица. Доаѓање. Раскрсници се распослале, се стуткале, се збуниле, оти им најавиле за моето доаѓање. Се договориле и заговор направиле, ниту една да не биде на моја страна. Семафори им се придружиле, пешаци со зебри митинг направиле, зонски се поделили и се расправале. Како да ме спречат во моето доаѓање? Состанчале, дискутирале, се паничале, оти виделе дека јас секако ќе најдам начин како да дојдам. Ама ти, ќе знаеш ли како да ме задржиш? Збирката треба да покаже дека ова е еден процес на доаѓање и заменување всушност како што и самиот живот. Доаѓаме, оставаме дел од себе, некаде, во некои градови, а потоа заменуваме сакајќи да се спакуваме во нашиот телефон, да се спакуваме во куќа, во стан, во кола, да се спакуваме во една збирка поезија. Можеме ли да се спакуваме и сето наше минато да го спакуваме во една биографија?
ако хаосот е она што е првиот впечаток што го добил академикот за мене кога сум ги доставила тие листови од хартија наместо убава средена збирка поезија, всушност тоа е и процесот на творење кој што сакав да ви го прикажам сценографски. Песните во збирката се тотално неподредени, ниту поделени во циклуси, ниту пак во наслови групирани со одредени тематики. Тоа е збирштина на сите емоции, збирштина на јато птици, збир од ноти, бидејќи птиците се една нота која што неколку песни поред носат нови мелодии. Се обидов позади мене да направам некоја петтолинија која што треба да подсети на некои автобиографски делови од мојот живот, но и да подсети дека песните се само еден дел од цела наша мелодија низ животот. Хаосот предизвикан во она што е наша инспирација или зошто оние кошули се пружени таму. Затоа што прашањата од инспирациите и од создавањето на песните не сакам да го гледам како спружени алишта, како мои спружени алишта на жица. Не ме барете мене во песните, јас воопшто не постојам веќе во песните. Ова се песни кои што се напишани 2016 и 2017 и толку завршува приказната со нив, ниту сакам да имам јас нешто со нив. Можам да ги читам, да ги препрочитувам, да ги споделувам, ама песните се веќе ваши. Јас не сум овде. Јас не сум тука. Јас сум се она што не е ова. Ниту некогаш сум била, ниту некогаш ќе бидам. Приказната завршува во моментот кога ќе се најдеме на автобуска станица. Вчера дојде како задоцнет патник на перон број 37. Нагрбавила куфер спомени распрскани со ѕвездија на една зима, што в пролет родилка требаше да биде. Ама вчера само мртов пород раѓа секоја година. Стои така вчера на перонот и со очи ме бара. Знам да заскитам така некогаш со неа, ама за дружка секогаш љуба не ја земам. Стално ми вели, те поземи ми од товарот, поноси малку од сништата на грб, поможи ми мене стара вреќа полна вселени. И тогаш, разјадена од жал, молби или лекања, се наведнувам и попуштам, па буричкам низ торбите, куферите, спомените, а шоферот нетрпеливо не гледа подоко, оти знае дека со вчера не се патува на убави места. Ги вадам надвор оние кои светкаат како звездички очички, налик парче оаза сред бурни мориња. И велам, вчера, само ова можам да ти го земам за да ти олеснам, а другото со здравје да си го носиш. Вчера секој ден чека на перон број 37. Само еднаш годишно го менува бројот за да се среќаваме пак, да ме преиспита во црните дупки на втората вселена. Вчера не сака да патува, смачено и е. Вчера е збирштина од патувања. Вчера, всушност, ме чека мене, за да ме спакува. Се открила нешто од себе си и дури може на крајот да се случи. Колаж. Сакајќи да тивко кроце, да не разберат другите, а ти уште помалку, скрив парчиња од љубовта по сите можни ќошиња од универзумот. И што сторив? Сакајќи да те спојам во едно, да те кушнам, сватив дека сум заборавила каде сум те скрила во целост.
уште едната. Не доаѓај. Не доаѓај. Јас таква гладна, ти полн синило чекање и самотија. Не доаѓај. Најсвој сме сами, еден без друг, затоа не доаѓај. Подобро цутат вишните од татко ми тогаш кога никој не ги гледа. Не доаѓај де, што арно ако дојдеш? Јас уште погладна, ти уште посејн во синилото. Двајцата не ке се ни видиме, нит нешто повеќе ќе си кажеме. А најдобро се гледаме кога не се видуваме со превес околу очите. Само тогаш знам како ти удираат дамарите во слепоочниците и ти ги препознавам невериците, несониците, непознатиците. Сите оние во кои ме бараш мене ми, сличните. Оти гледаш дека гладна се задушувам од синилото на твоите изгреј сонца. Не доаѓај. Ама не доаѓај. Чуму твоето доаѓање, кому ќе му служи за арма? Ке има ли зашто некој да се радува од твоето доаѓање? Ништо арно од твоето незаминување, а уште полошо ако дојдеш така наеднаш развигорен од желбата да се видиме. Аман, не доаѓај. Љубовден не расипувај. За смртта на младувањето не подсетувај. За немирите и непокорите ли ќе зборуваме? Па ич не доаѓај. Ама ич не доаѓај. Сонцата се поубави кога го чекам твоето недовршено доаѓање. Ете затоа, не доаѓај. Слушаш ли? Сериозно, соблазнително ти кажувам, не доаѓај. Дами и господа, јас уште еднаш ќе честитам на Лилина Пецова за ова прекрасна книга поезија и благодарност до академик Георги Старделов за неговото присуство и за соработката во нашата библиотека. Исто така, морам да му се заблагодарам и на Ацо Ристовски за прекрасниот коктел кој што е спремен, но ќе мора да излеземе од тука да одиме на предната врата. Се надевам дека уживавте и пријатна вечер.